За неразумно и крајно неодговорно возење, полицијата ќе одзема возила, се закани денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, ветувајќи им на граѓаните сообраќајна безбедност и намалување на жртвите. Во иднина, во однос на оние кои што особено безобзирно управуваат со моторни возила, надвор од разум, секаков, ќе се оди со поригорозни мерки, односно ќе се оди дури и со конфискација на самото возило. Се надевам и сме сигурни, компарирајќи го ова кое што го имплементираме со земјите во кои што веќе е имплементирано, резултатите таму се видливи, ќе бидат видливи и кај нас. За големиот број диви оградби и на прашањето дали МВР превзема нешто по наредба од јавниот обвинител, Тошковски дециден. Дали има наредба од страна на јавен обвинител? Да, има. Дали постапуваме? Да, постапуваме. И ве уверувам дека како и во сите предмети за кои што Министерството постапувало под ова раководство, така и во иднина. Нема да оставиме под знак прашалник ни еден конкретен предмет кој што е од интерес за јавност. Во однос на сите ќе постапиме така што доликува на една европска земја. Тошковски потенцираше дека селективност нема, наведувајќи повеќе примери за неселективна реакција на МВР. Го покажавме тоа со постапувањето против врховни судии, го покажавме тоа со постапувањето против член на обезбедување на премиер, го покажавме тоа со постапувањето против актуелни директори, министри, директори на институции кои што злоупотребувале буџет, актуелни, поранешни и така натаму. На денешното обраќање до јавноста по повод една година од превземањето на функцијата, Тошковски посочи на постигнатите резултати во борбата со криминалот, насилството и сузбивањето на корупцијата.